Новата влада се обидува да биде креативна за да најде пари за сите. Ова е одговорот на премиерот Мицкоски на барањето на синдикатите за покачување на минималната плата на 450 евра. Тој алармира дека претходното раководство ја оставило уништена државната каса, па прашање било како воопшто има пари за редовните исплати. Известно било да се сретне со синдикатите во првите 100 дена од формирање на владата, но за нивното барање за зголемување на минималецот вели дека треба да си ги пуштиме нозете колку што ни е долга чергата. Тајфун изминал последниве 7 години низ држава и не само што ја ограбил државава, туку и жестоко ја уништил. Да поразговараме и да им ги покажеме бројките, да видат со што се соочуваме, а бројките се катастрофални. Катастрофални. Ако ви кажам дека недостасуваат 2,5 милиарди денари за редовна исплата на пензиите, настрана од ова кое што представува дополнително зголемување кое што го најавивме и ветивме, тогаш можете да сватите за што станува збор. Вчера министерот за економија Бесар Дурмиши рече дека тој како претседавач со новиот социјално-економски совет ќе го стави покачувањето на минималната плата како прва точка за расправа со синдикатите и газдите. Синдикатите не отстапуваат. Бараат 450 евра минималец, бидејќи сегашните 367 евра биле најниски во регионот. Она што е известно е дека со ребалансот на буџетот ќе има повеќе пари за пораст на пензиите од септември, како и пари за капитални проекти на општините. Министерката за финансии вчера најави почетни 100 милиони евра за локалните власти. Вети дека ќе има посебна формула со која ќе се обезбеди рамномерен регионален развој, а ќе има и техничка помош за подготовка на проектите за општините кои имаат проблеми со кадровските капацитети. Со домакинско работење вели може да се заштедат 200 до 300 милиони евра во буџетот и да се искористат за други поприоритетни потреби. Расходната страна на буџетот дополнително ја оптоварувале каматите за замените кредити. Тврди дека претходната влада го скроила годинешниот буџет врз основа на нереални проценки.